Тотално безредие, хаос во финансиското работење, огромни сомнежи за криминални дејства. Вака накратко може да се опише работењето на Прилепската болница во 2024, според извештајот на државниот ревизор. Голем дел од обврските се платени ненавремено, селективно и без проведени контроли, а кон поединечни добавувачи извршени се и авансни плаќања без приложени фактури во висина од над 8 милиони денари. Преземени се обврски за набавка на стоки и услуги во износ од 15 милиони и 700 илјади денари без никаква постапка за јавна набавка. Набавена е медицинска опрема во износ од 26 милиони и 900 илјади денари без утврдена потреба, при што дел од опремата за биохемиски анализи во вредност од 14 милиони денари воопшто не е ставена во употреба, иако вработените укажувале дека таа е неопходна, се вели во соопштението од Државниот завод за ревизија. Инаку болницата не издавала ниту фискални сметки за здравствени услуги во износ од 4 милиони и 400 илјади денари, а 5 милиони и 500 илјади денари биле примени во готовина и не се исплатени на сметката на болницата, туку се исплатени директно преку благајната, што е спротивно на законот. Средствата во готовина се користеле за исплата на физички лица без договори за дело, при што се дадени 4,46 милиони денари, а за гориво, без доказ за користени возила, се потрошени 449.000 денари. Додека пак за репрезентација, јадење и пиење по кафеани и ресторани и други расходи без подкрепувачка документација се потрошени скоро 600.000 денари. Иако со одлука на управниот одбор е утврден благајнички максимум од 60.000 денари да се чуваат во касата, истиот не се почитувал, при што во одделни периоди во благајната на болницата во кеш имало и до 2,3 милиони денари наплатена партиципација. Директорот на општата болница Кире Јоновски денеска беше во странство за да може да ги прокоментира овие податоци. До крајот на 2024 година установата има побарување во износ од 20,4 милиони денари, кои што се постари од 3 години, а за кои не се преземени активности за наплата. При тоа приближно 29% од овие побарувања се евидентирани кумулативно, без наведување на конкретен должник, правно или физичко лице, со што се создава неизвестност во однос на нивната реална наплатливост. За делотрошоците во износ од 730.000 денари, кои што се настанати по основ на транспорт на болнички пациенти во други здравствени установи во државата, не е изготвена и приложена соодветна подкрепувачка документација, додаваат во соопштението од Државниот завод за ревизија. За сите овие неправилности известени биле надлежните органи, а врз основа на дел од нив, ОЈО Прилеп презеде истрага против 32 физички и правни лица за злоупотреби при јавни набавки во Прилепската болница.